издание на Дневникот на К1 телевизија. Добро вечер. Време да ги проследиме најновите информации, избиднувања од Велес, регионот, Македонија и светот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Останете со нас. Масовна поддршка на улиците во Велес и Кавадарци. Граѓаните со пораки: не прифаќаме бинационалност и кантонизација. Свечена заклетва на војниците на доброволно служење на војниот рок во Велешката касарна. Започнали пресметката против медиумите кои не се под контрола на СДСМ. Црвено-жолти знамења по 9-ти пат вчера вечер се вееа низ велешките улици. Велешани повторно излегоа на улиците од градот и го искажаа својот револт упатувајќи пораки за единствена, унитарна и самостојна Република Македонија. Со солзи во очите се пееа македонски песни. Развиорените црвено-жолти знамења веќе 9-ти ден низ велешките улици се символот на македонскиот народ за зачувување на унитарна Македонија. Велешани вчера вечер масовно ја поддржаа граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Пораки испратија и спортистите: тргнете ги рацете од нашата мила Македонија. Голема е болката што ја чувствувам кога ние спортистите, како амбасадори на нашата татковина, Република Македонија, се трудиме да ја афирмираме што е можно подобро во целиот свет, за секој да свати кои биле и кои се македонците. А денес се соочуваме со проблем за нашиот идентитет, знаме, име, химна. Македонија е наша и заедно ќе се избориме и ќе ја сочуваме нашата татковина. Нема да дозволиме никој однадвор да ја распарчи земјата за која се бореле нашите предци, порача Китанов. Но свака сплотени сите заедно, реки од луѓе на улиците, мислам и убеден сум дека ќе се справиме и со ова зло. Овие мирни маршови на ова граѓанско здружение нема да запрат, се додека не бидеме сигурни дека Македонија ќе остане на македонците. Од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија најавија дека протестите ќе продолжат и во наредните денови. И кавадарчани масовно приклучени кон иницијативата за заедничка Македонија маршираа низ централното градско подрачје. Пред присутните на плоштадот зборуваше доктор Ангел Попангелов. Не сум спремен да прифатам и не прифаќам разобличување и негирање на мојот идентитет и моето чувство на припадност, истакна на вчерашниот протест Ангел Попангелов, лекар специјалист по семејна медицина. Не прифаќам двојазичност, бинационалност, промена на знамето. Не прифаќам кантонизација, поделби и редефинирање на државата, потенцираше Попангелов пред присутните на градскиот плоштад. Крајно во отсуство на омраза, гнев и завист, без разлика на неговата национална, верска или политичка одпределба, да го прифатам, да го разберам и да го почитувам секој поединец, човек и граѓанин на оваа држава. Но ова е единственото и последно парче земја на која и во која јас се чувствувам како македонец, каде што сакам да живеам како македонец и да творам како македонец. Кавадарчани масовно приклучени кон иницијативата за заедничка Македонија маршираа низ централното градско подрачје, почнувајќи од новоизградената црква Света Петка во новиот центар на градот. Во знак на револт ќе протестираат и денес. Започнува ли СДСМ пресметка со медиумите кои не ги држи под контрола? Во јавноста беше примена информацијата дека Кривичниот совет ја прифатил жалбата на СЈО и му одредил притвор на сопственикот на телевизијата Нова Сеат Кочан. Дијана Иванова со деталите. Ја започнали СДСМ пресметката со медиумите кои не им се под контрола.
На социјалните мрежи оваа реченица е често видлива, откако вчера Кривичниот совет на Основниот суд Скопје 1 ја прифати жалбата на специјалното јавно обвинителство и одредил притвор за бизнисменот Сеат Кочан, осомничен во случајот Руст. Упатените велат дека правен основ за изрекување на ваква мерка нема и дека зад оваа одлука на судот стои политичката пристрасност на СЈО, која за познавачите на состојбата е јасно видлива и е дел од поширок напад на медиумите, кој не се под контрола на СДСМ. Дека во целата оваа ситуација имаат повеќе политички меруди, доказ е изјавата на адвокатот Додевски, кој вели дека одбраната нема добиено никакво решение за притвор. Тој изрази зачуденост како одредени новинари дознале пред одбраната за одлуката на Кривичниот совет. Политика во изрекувањето на мерката притвор за Сеат Кочан гледа и бошњачката заедница во Република Македонија, чишто председател е токму тој. Оттаму со став ова е казнување, бидејќи бошњаците како малцинство во Македонија застанаа против тиранската платформа. Сето ова ми наликува некако дека со ова се прави и еден удар врз бошњачката заедница, особено што Сдруженијето на бошњаците, тој е и председател на Сдруженијето за обединување на бошњаците во Македонија АВАС, ставовите на Сдруженијето се дека Македонија треба да биде мултиетничка, мултикултурна, унитарна држава. Специјалното јавно обвинителство упадна и во МПМ, компанија која управува со водечките дневни весници во државава, Дневник, Вест и Утрински весник, и во двете највлијателни национални телевизии, Сител и Канал 5, како и во новинската агенција Нетпрес. Македонија е на нозе. Ако Заев не ја отфрли платформата, никој не може да предвиди како народот ќе реагира. Ова го истакна лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во интервју за Српски телеграф. Меѓу другото, тој вели дека народот застанал на страна на неговата партија и коалицијата и покрај огромната финансиска и логистичка помош која Зоран Заев ја добивал од организацијата и логистиката на Сорос и странските центри. Во интервју за Телеграф РС, лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски вели дека македонскиот народ е на нозе и нема да се повлече. Протестите во Македонија влегува во својата втора недела, а Груевски ситуацијата ја опишува како тензична и неизвестна. Вели дека тешко може да се очекува било што друго, освен протести на граѓаните, кога се оди спротивно од нивната волја, спроведувајќи сценарио за потполно редефинирање на државата и комплетна промена на нејзиниот концепт и минато, но и со изборни измами. Граѓаните својата поддршка на предвремените избори ја дадоа за ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Граѓаните се одлучија за нашата програма и проектите кои ги нудевме. Тие му го свртеа грбот на Зоран Заев и СДСМ. Сега повеќето граѓани кои гласаа за нас се чувствуваат изневерени. Поради одлуката на ДУИ да оди во коалиција со СДСМ, граѓаните се револтирани затоа што не се почитува вољата на повеќето македонци. Партијата која победила во условно кажаниот македонски блок, партијата која има поддршка од мнозинството за реализација на програмата која беше понудена на изборите, сега е невозможена во тоа поради одлуката на партијата победник во албанскиот блок, вели Никола Груевски. Груевски вели дека срамно и недостоинствено е кога се тргува со нешто за што се бореле и гинеле предците. Кога имате стотина илјади луѓе на улиците секој ден, значи дека проблемот е сериозен и треба да се лоцира во кого и зошто е тој револт и проблем. Единствено решение со кое би се смирил гневот на измамените граѓани е да се слушне нивниот глас. Заев и СДСМ треба да сватат дека народот се противи на тоа што тие на преговорите ги ставија државните и националните интереси, додава Груевски. Политичките противници Груевски го обвинуваат дека стои позади граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и протестите, но тој категорично негира и вели дека со тоа му прават чест, но дека тие тврдења не се точни. Мандатот за составување на нова влада Зоран Заев се уште не го добил, но тој денеска на пресконференција промовираше владина програма. Истата ја најави како програма за подобар живот во Македонија, која ќе донесе економски развој. Заев говореше и за зголемената употреба на албанскиот јазик. Околу промената на изгледот на монетите, Заев го кажа она што веќе неколку денови го говорат експертите. На новинарско прашање околу промената на униформите на Армијата на Република Македонија, тој одговори дека остануваат исти. Ќе поддржиме јазична политика во согласно со потребите и интересите на граѓаните.
различните етнички заедници и целата држава. Новата влада ќе предложи законски решенија за употреба на јазиците, со кои што ќе се прошири употребата на службениот јазик, што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, тоест албанскиот јазик, во рамките утврдени со амандманот 5 на Уставот на Република Македонија. Законот ќе ја прошири употребата на јазикот во институциите и ќе овозможи на граѓаните албанци да комуницираат со државните институции на својот мајчин јазик. Законот целосно ќе ја гарантира соодветната употреба на македонскиот јазик и на другите јазици кои се во службена употреба во одредени единици на локалната самоуправа: турски, ромски, српски, влашки и бошњачки. Некои општини во Македонија се тројазични и четиријазични, така што таму каде што таа заедница е на 20% од вкупниот број граѓани, турци, роми, срби, и на нив ќе им биде овозможена употреба на нивниот јазик. Со тоа, овозможуваме сите граѓани полесно и поефикасно да ги остварат своите уставни права. Уставните експерти што ги консултираме се на ставот дека денарите, банкнотите се користат на целата територија на Република Македонија и евентуалната употреба на друг јазик при нивната изработка е спротивна на уставните одредби за употреба на македонскиот јазик и јазикот што го зборуваат повеќе од 20% од населението во Република Македонија. Уставните експерти, кои што исто така ги консултиравме, се наставо дека и прашањето на униформите го третира Уставот. Основен принцип во полицијата и армијата е единственост на униформата, која што значи стандардизирана облека. Оттамо со оглед на тоа што постои единствен состав на полицијата и на армијата на Република Македонија, на територијата на Република Македонија, правењето разлики на униформата не е во согласност со уставните определби. На пресконференцијата на Зоран Заев со реакција се јавија ВМРО ДПМН. Да се отфрли тиранската платформа или да се одржат предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Неприфатливо е што лидерот на најголемата опозицијска партија Зоран Заев и понатаму ја промовира платформата на Рама со која се бара воведување двојазичност на територијата на Република Македонија. Се разговара за промена на знаме, грб, химна, воведување на двојазични банкноти, униформи на армијата и полицијата, како и декларација за осуда на геноцид на партизаните кои ја изградија Асономска Македонија, потенцираше Антонио Милошевски. Да се откаже јасно и гласно од платформата од Тирана. Истиот овој Зоран Заев, кој во Швајцарија зборуваше за кантонизација на Македонија, денес во седиштето на СДСМ се заплетка во обидот политичкиот став и одлуки да ги сокрие зад идните дебати на експертите од повеќе страни и политички партии. Господине Заев, не ја подценувајте интелигенцијата на македонските граѓани. И ако сакате да ги уверите дека водите политика корисна за Република Македонија, докажете го тоа само со една кратка и јасна реченица, дека ја отфрлате платформата од Тирана како платформа на туѓа држава, која што нема свое место во политиката на унитарна Македонија. Господинот Заев денеска уште еднаш покажа дека не го почитува мислењето на граѓаните. Тој денеска уште еднаш потврди дека е уценет и дека со измама на штета на државните и националните интереси сака да се дограби до власта. Избор на измама значи кога на изборите ќе победите со една програма, а после изборите ќе прифатите уцена и за да дојдете на власт ќе спроведувате друга програма од која што не сакате да се откажете. Затоа господинот Заев денеска не собра храброст да ја отфрли јасно платформата од Тирана и сите елементи кои што се содржани во неа. До вчера господинот Заев лажеше дека со Дуи и со Зијадин Села разговарале само за начела и принципи, но денес откри дека има изготвен и предлог закон за употреба на албанскиот јазик, но ја сокри неговата содржина.
Денеска во Велешката касарна Алексо Демниевски Бауман се одржа свечена заклетва на 56 војници кои доброволно се на служење на воен рок. По завршување на доброволното служење на воениот рок, војниците ќе бидат база за понатамошен избор на кандидати за идни професионални војници во редовите на армијата на Република Македонија. 56 војници, од кои 6 припаднички од понежниот пол, доброволно ќе служат воен рок во наредните 3 месеци во Велешката касарна. 31-та генерација војници со давањето на заклетвата се обврзаа да го чуваат и бранат уставниот поредок, територијалниот интегритет и суверенитет на државата и ќе му служат на народот. Со денешниот чин на давање заклетва, вие, слушателите и војниците, се обврзавте да ги браните највисоките уставни и човечки вредности. Со овој чин, вие се приклучивте кон генерациите обучени и оспособени за одбрана на нашата татковина Република Македонија. Армијата е заедничка вооружена сила на сите граѓани на Република Македонија и тука нема место за етничка, партиска, верска или било која друга припадност, рече подполковникот во армијата на Република Македонија Газмен Табдиу. За постигнување на таа цел, планот и програмата за обука во наредниот период, кој е во согласно со најсовремените стандарди, ќе овозможи вие да се обучите и оспособите во ракување со личното вооружување и опрема. Правилно да ги применувате тактиките, техниките и процедурите за време на извршување на задачите во сите услови. Да се биде дел од арама, значи да и се служи на својата татковина, чувајќи и бранејќи нејзината независност и територијален интегритет, рече Чуповска. Регрутирањето на висококвалитетен, мотивиран и високо обучен кадар е клучен предуслов за јакнење на оперативните и борбени способности и капацитети на армијата, но и императив за националната безбедност на нашата Република Македонија. Радова фактот што подолго време веќе започнува стручното оспособување на наши идни 18 офицери со различни специјалности за службите во армијата, од кои 9 се мажи, а 9 се жени. Да се биде офицер и војник на арама е посебна чест и одговорност за секој граѓанин на Република Македонија. Причината беше тоа што дојдов да служам во армијата на Република Македонија, бидејќи сакам верно, бидејќи ја сакам мојата татковина. Сакам да бидам дел од армијата и да ја служам на државата. По завршување на доброволното служење на воениот рок, војниците ќе бидат база за понатамошен избор на кандидати за идни професионални војници во редовите на армијата на Република Македонија. Според најновите податоци на Државниот завод за статистика, просечната цена на метар квадратен стамбена површина во 2016 година изнесувала 43.091 денар, што е за 6,5% помалку во однос на 2015 година. Просечната цена на метар квадратен стамбена површина лани во Скопје изнесувала 50.829 денари, за 3,9% помалку во споредба со 2015, а во останатите населени места во државата таа изнесуваше 32.721 денар или за 1,6% помалку во однос на 2015 година. Во однос на првото полугодие во втората половина минатата година просечната цена на метар квадратен стамбена површина е намалена за 5,9%, а во Скопје намалувањето изнесува 3,8%. Овие цени се без вкалкулиран данок на додадена вредност. Во продолжение останатите вести од Македонија. 2 рачни бомби кашикарки покриени со шут пронашол 55-годишниот АР во Липковското село Слупчане. АР, жител на селото, ги пронашол додека уривал ѕид со багер, соопштуваат од Министерството за внатрешни работи. Бомбите се наоѓале од надворешната страна на ѕидот покрај селскиот пат. АР пријавил во полициското оделение Матеќе
Вчера во 10:40 часот, а стручно лице од Дирекцијата за заштита и спасување Куманово ги подигнало пронајдените експлозивни направи за понатамошна постапка. МВР наведува дека бомбите се од кинеско производство, без ознаки и биле исправни. Увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Куманово. Експлозивна направа била пронајдена и во Битола, која веднаш била пријавена во полициската станица Битола вчера во 10:40 часот. ПМ од Битола пријавил дека во близина на сточниот пазар пронашол неексплодирана артилериска граната калибар 22 мм од Првата светска војна. Во 11 часот гранатата била подигната од стручно лице од Дирекцијата за заштита и спасување, подрачна единица Битола. Од 1 јануари наредната година јавните комунални претпријатија кои покриваат регион со повеќе од 10.000 жители ќе мора да го применуваат тарифникот за утврдување на цената на водата за пиење, што ќе го изработи како предлог Регулаторната комисија за енергетика, додека за сите други даватели на услуги крајниот рок е 1 година потоа или 1 јануари 2019 година. Во законот е дефинирана граница, значи за компаниите кои што се даватели на услуги така и региони над 10.000 еквивалент жители ќе добијат тарифи од 1.1.2018 и водостопанствата кои што се производители на сурова вода, а помалите испод 10.000 еквивалент жители за 2019 1.1. Доколку комуналците не се согласуваат со советите и со градоначалникот, ќе пресече регулаторна комисија, утврдувајќи регулаторна тарифа за водната услуга која е задолжителна. Ние утврдуваме граница во која што може да донесат одлука јавните комунални предпријатија во рамките на советите на општините и на градоначалникот. Границата се утврдува врз основа на прагот на достапност на цените за домаќинствата на регионот кај што се даватели на услуги. Водоводните фирми имаат висок процент на загуба на водата, што според Петров е обврска која што ќе падне на нивниот товар. Регулаторна ќе утврдува и тарифата за водостопанствата што произведуваат сурова вода. Најмалку 5 лица загинаа при пат на хеликоптер во Истанбул, јави турската телевизија НТВ. Во хеликоптерот се наоѓале двајца пилоти, 4 странци и 1 турски патник, објавува весникот Хуриет. Телевизијата НТВ информира дека хеликоптерот за гаснење пожар се урнал набрагу по полетувањето, откако удрил во телевизиска кула во квартот Бујук Чекмедже. Градоначалникот на таа општина Хасан Акун изјави дека несреќата се случила во 11 часот и 30 минути по локално време и најверојатно причината е густата магла. Во продолжение останатите вести од светот. Германската полиција осомничи и приведе 36 годишен маж по потекло од поранешна Југославија за нападот кој вчера се случил во воз на главната железничка станица во Дизелдорф. Како што пренесуваат медиумите, нападот започнал во вагонот на возот со кој напаѓачот пристигнал на станицата. 7 лица се повредени, од кои во критична состојба биле 3 лица. Планот за нападот, според првичните информации на германските безбедносни служби, осомничениот сам го испланирал и го извршил. Тамошните медиуми, информирајќи за настанот, повикувајќи се на информации од полицијата, пишуваат дека тој имал психички проблеми. Сличен ваков напад на оваа железничка станица имаше и пред 1 година. Тогаш полицијата уапси 3 сирици, членови на Исламската држава. Дали овој случај има врска со действувањето на Исламската држава? За сега нема информација од германските безбедносни служби. Предлог законот за косовските безбедносни сили предвидува вооружените сили да користат соодветно оружје и да имаат 5000 редовни и 3000 војници во резервниот сустав. Косовската војска би действувала и во северниот дел на Косово и покрај Лесно, би располагала и со тешко оружје, пишува во предлог законот за косовските безбедносни сили, кој се однесува на формирање на војска на Косово. Како што се нагласува, косовската војска би ги штитела суверенитетот и територијалниот интегритет на Косово, ќе им дава воена поддршка на цивилните власти и ќе учествува во меѓународни и хуманитарни операции, пренесува Тањук. Сите припадници во војската ќе носат чинови, категоризирани во офицери, подофицери и војници. Приштина создава вооружени сили кои вклучуваат воена академија, полиција, воздухопловна единица, единица за поддршка и комуникација, но и копнени сили, национална гарда, логистика, доктрина и обука, пишува Блиц. Судејќи според предлог законот, рекрутирањето би било доброволно.
Денеска имавме променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд, а на повисоките планини од снег. Во текот на вечерните часови се очекува позначителни врнежи во западните делови на земјата, проследени со умерен до засилен ветер од североисточен правец. Дневната температура достигна до 15 степен. Во продолжение графичкиот приказ. Со временската прогноза го завршуваме ова издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Вие понатаму останете со програмата на К1. Пријатно!